Прва тема за која што зборуваме, корени и крилја, е промоција на книгата во која што Марија Конеска, која што е психолог и психотерапевт, зборува за развојните фази во детството. А детството, вели, е основата на здрава личност. Со неа во продолжение. Добро утро. Добро утро и на вас и на гледачите. Марија, што символизира насловот? Корени и крилја. Самата книга започна одамна, веројатно во корените, таму каде што се создава поврзаност, таму каде што децата доживуваат дека се сакани, дека се видени, дека се слушнати, таму каде што самото дете треба да почувствува дека има безбеден простор, дека ќе доживее поврзаност, дека е место сигурно каде што може да се врати. Токму и затоа оваа книга започна дури од моето детство, каде што се создаваат корените, каде што имав многу голема причина да знам зошто сето тоа е многу важно. Не затоа што многу ги имав, туку затоа што дел ги немав и знаев колку се важни понатаму, за да можам да ги создадам крилјата и да летам. Крилјата во оваа книга символизираат доверба, сигурност, храброст, за да може детето да оди напред, за да може да сонува, да знае што сака од себе, да се познава себе, самодовербата кај детето, за да може само да оди по патот на животот. Затоа оваа книга Корени и крилја, онаму каде што започнува детето да расте, а тоа е домот, безбедниот простор, поврзаноста, каде што треба најнапред да се создаваат тие корени. А кога имаме цврсти корени, дефинитивно и ние како луѓе можеме понатаму да полетаме, односно да си создадеме сигурна иднина. Зашто велите дека детството е темел на здрава личност, кога низ животот знае некогаш не толку да не гали, некогаш да не дисциплинира, некогаш да не научи на памет, односно да не моделира како личност? Зашто велите дека токму детството е темелот? Знаете како, здрава личност не се гради само од убавини. Здрава личност треба да спознае, да падне, да стане, да греши, да создава. Ама тоа не се создава само од себе. Тоа се гради, а се гради од дома, од чекорите кои најнапред ги прави детето. А тоа значат родителите пред се, каде што најнапред започнува да ја градат личноста. Знаете, основна почва на создавањето, односно на градењето на животот е таа емоционална сигурност која се создава најнапред во домот. За да може да ја создадеме таа почва и подоцна да расте тоа дете во здрава личност, потребна е емоционална подкрепа, односно сигурна и стабилна средина. Тоа е детството. Тоа е периодот кога детето создава сигурна средина, затоа што мозокот во детството многу интензивно се развива. И тогаш детето учи како да почитува, како да ги гледа работите, да се цени себе, да учи дали него го сакаат, го слушаат, го гледаат. Тоа е основното нешто за емоционална поврзаност, но и патот, внатрешниот пат кон самото себе како личност за да се изгради понатаму. Што значи кога ќе кажеме дека детето има здрави корени? Здрави корени всушност значат родителите. Она што од најмали нозе ќе го создадат кај детето. Здрав корен не значи родителот да е совршен, не значи се што му е потребно на детето да му даде она што си го поставуваме, нели, како предуслов најчесто како родители, туку значи да му даде поддршка, да учи и расте и родителот заедно со него, затоа што здраво не се гради секогаш од нешто совршено. И не значи да бидеме совршени, туку да бидеме доволно добри за да знае каде да се врати, да има секогаш сигурност, да може секогаш да почувствува дека е разбрано, да може да падне и да стане и да учи од сето тоа, но преку она што ние го создаваме кај детето, а многу често го создаваме преку нашите искуства и преку примерите кои ги даваме. Затоа многу често велам дека родителите треба да растат заедно со своите деца. Ние не се раѓаме со прирачник, не знаеме ние веднаш. Родителството не се учи, не се раѓаме ние со прирачник за родителство. Родителството се учи понатаму. Ние како родители учиме, растеме постојано додека ги растеме нашите деца.
Затоа здрав корен е она учење и разбирање од страна на родителот, но и едуцирање и запрашување низ целиот тој период на растење. Кому е наменета Корени и крилја? Има посвета на моите деца и на сите деца кои биле дел од мојот живот и кои не се и кои понатаму ќе бидат. Сакате да кажете дека има и вистински приказни обработени во книгата како примери? Книгата, највеќе ќе опишам што све има во книгата. Започнува нели од емоционалната поврзаност и сигурност, односно од корените, за подоцна да продолжи кон сето она кои емоции и чувства ги имаат децата, како да движат низ целиот тој процес, а како и родителите нели секако да им го подпомогнат тој процес, за подоцна да продолжи има 5 дела, да продолжи во делот на крилјата. Делот кој значи доверба, сигурност, самодоверба, како сето тоа да го градат и да го подпомогнат родителите, односно да му бидат копилоти на своето дете во неговиот пат понатаму, за на крај она најважното што останува од родителите и што е она што детето го понесува понатаму. Така да целата книга е испреплетена со реални случаи. Најмногу од случаите се дел од мојата работа до сегашна со деца и со родители и нормално дека се модифицирани со имиња. Сите тие не се директни приказни на клиентите, туку се нешто што го отсликува најчесто секојдневието со кое се соочуваат родителите, односно препознавање. Целата книга е преточена во примери, во сето она што си го кажуваат и го чувствуваат родителите и сето она што го доживуваат децата и им се случува на децата, за да може книгата да ги доведе родителите, односно читателите, до едно разбирање што се случува низ патот на растење на нивното дете. Самата книга има и дополнителна книга која ќе биде изненадување на самата промоција, баш за децата, затоа се поканети и деца и родители пред се, како што кажавте, примерите се најчести во книгата, значи имаме ние многу приказни во книгата, многу реални случаи, многу терапевски објаснувања и професионални објаснувања, има и дел кои се научни сознанија и дел кој е важен за родителите, односно насоки за самите родители. Која pouка сакате да ја испратите до родителите? Ако побарам од вас сево ова што го раскажавте, да го сумирате во една реченица како pouка до родителите, што би било тоа? Не треба да бидат совршени, туку да бидат доволно присутни во животите на своите деца, бидејќи децата нема да паметат нормално колку ние сме им зборувале, што сме им кажале, туку ќе го паметат чувството. Ако добро се сеќаваме, оваа книга всушност и ќе ги наврати на нивното детство, но ако застанеме и се запрашаме како ние сме го поминале детството, ќе ги паметиме оние моменти каде што сме имале многу силни чувства. Или како сме се чувствувале во одредени моменти. Нема да памтиме конкретни зборови. Децата често зборуваат родителите и кога ќе дојдат кај нас во Маша Марија, дека не го слушаат, ништо не разбира, ништо не слуша, не, и така, нели, си се жалат, сите ние тоа си го имаме. Децата ќе паметат како се чувствувале, а не се добри слушатели, туку се добри во имитирање на сето тоа што се случувало во нивниот живот. Велите да не се оптоваруваат и оптеретуваат со тоа дека треба да бидат совршени, но секој родител потајно си го посакува тоа да биде најдобриот родител за своето дете. Често недоумица е помеѓу поставување на граници и давање на слобода. Како да се постигне тој баланс? Тоа е таа доверба која им ја даваме на децата, бидејќи границите се всушност онаа структура која им ја даваме на децата пред се, затоа што без граници децата не знаат каде да одат. Самите граници нив им даваат структура и им кажуваат каде да тргнат, за подоцна да знаат како по тој пат нели да продолжат. Но и љубовта и таа емоционална поврзаност е многу голем дел кој заедно со границите треба да биде поврзан, треба да биде дел од нивниот живот. Знаете како
Ќе поставиме граница, ќе му кажеме на детето што е добро, а што не е, но од друга страна ќе му кажеме дека ние сме секогаш тука за него и секогаш ќе бидеме тука за него. Дека е во ред да сгреши, но дека ова е правилно и вака подобро ќе биде за тебе. Зошто? Детето секогаш ќе праша зошто. Тоа се најчестите прашања на децата. Тука да седнеме и да им објасниме, но да им го дадеме изборот да паднат, да станат, да сгрешат, затоа што така учат. Границите ги поставуваме до она поле каде што и децата ќе чувствуваат и љубов, додека ние ги поставуваме тие граници, за да не ги доживеат како ограничување, туку да знаат зошто тие граници се поставени пред се. Како се мери успехот на едно дете? Преку емоционалната поврзаност со нивните родители, можеби најчесто, бидејќи не е успех петка, не е успех, нели, кој знае каде стигнал во животот. Успехот се мери по тоа колку детето се чувствува сигурно во себе и има каде да се врати, без разлика дали се тука, дали се живи родителите, туку длабоко во себе сето тоа го чувствува. Успех е да создаде самодоверба понатаму во животот со одлична подкрепа од страна на своите родители. Неколку пати ја споменуваме самодовербата, како да се изгради самодовербата од најраната возраст. Убаво кажавме и претходно, со поставување граници, но и со покажување доволно љубов и пред се доверба во нашето дете, бидејќи самодовербата не се гради ти си најдобар, туку се гради одлично ова што го постигна, ајде да видиме што можеме понатаму, одлично е ова што ти како личност го постигна. Детето треба да знае дека вреди онакво какво што е, односно вреди како личност. Бидејќи самодовербата не е ништо материјално. Не е никогаш многу петки или 10-0 завршен на факултет не значи самодоверба. Ако постојано под притисок детето го расте тој успех. Многу е важно детето да се доживее вредно само со себе, да се сака само себе, да ги знае своите вредности, а тоа се учи во најголем процент дома. Марија, на крајот би сакала од разговорот да споделите, да прочитате нешто од книгата. Ке споделаме на порака. Кога ќе биде промоцијата на книгата? На 13 во сабота, идната сабота, во Трач-бар, во аеродром, во 17:30 часот. Поканете се сите, родители, деца, ми се јавуваат родители, викаат дали можам да го земам детето, немам каде да го оставам. Апсолутно. Ова е се за деца и деца ќе ја водат промоцијата. Исто така да напоменам, така да дефинитивно секој еден и секоја возраст се поканета. Повеле да прочитате ни нешто? Сакавте да споделите мисла? Да, сакав да споделам мисла. Најголемиот подарок што може да му го дадеме на детето е сигурност од која може да се оддалечи и љубов во која може секогаш да се врати. Колку убаво кажам. Се во една реченица. Убава порака до родителите. Благодарам Марија што сподели за корени и крилја и пред промоцијата, како најава за оно што ќе следи на 13, но и како едно убаво заокружување на твојата работа, изминатиот период многу често ни гостуваш, многу често отвораме теми кои што се разбира се теми во основата семејството, да, но за децата, за родителите, се со цел да ја одржиме онаа клетка во која што треба сите да веруваме, а која што создава здраво општество, а тоа е семејството. Така е, ви благодарам и на вашите покани, а дефинитивно ние треба да бидеме тука за секој еден, за да може да едуцираме и да може да прошируваме таа свесност и кај родителите, и кај децата, односно во кај нашата иднина пред се како општество. Ви благодарам. Благодариме, Марија.